Еве наставничке, повелете водичка тука, бидејќи се изморивте, имавте многу часови до сега. Имаме уште 2 часа, а тоа е за 8 и 9 оделение, така по биологија. Така. Кратко сакам само да се заблагодарам на 5 личности. Павлина Карова, Наташа Милевска-Михајловска, Силвана Ристевска, Сонја Јанкуловска и Наталија Ацевска. Тие многу ме поддржуваат и им благодарам за целата поддршка што ми ја прават, затоа што навистина овие часови бараат многу голема подготовка. Благодариме, ќе мафнеме еднаш вака. Добра. Денешниот час за 8 оделение е класификација на организмите. Ова се најубавите лекции од биологија за 8 оделение, заради тоа што тука учиме за групирање на организмите, како тоа се групираат, за видовите на организми кои што живеат на нашата планета и така интересни податоци има за нив и децата многу сакаат да ги слушаат сите нешта. Системот 5 царства. Царство не потсеќа на приказни, не потсеќа на кралеви, на... Може би на кралот Лајан. Да, кралот Лав. Така. Од таму доаѓа тоа, кралот Лав. Бидејќи затоа што сите живи организми на нашата планета се групирани во 5 царства. Тоа е најголема систематска категорија. Еве ги, прво да објасниме што е тоа систематика. Ајде. Систематика кога нешто системски подредуваме. Представува гранка во биологијата, која што ги подредува, се занимава со подредување, именување и подредување на сите живи организми кои што живеат на нашата планета. Биолошкото име е таксономија. Таксономија. Така. Еве ги 5 царства. Сите ги знаеме. Да. Само што не сме предпоставувале дека се царства. Да. Живите организми се групирани во 5 царства. Првото е царството на бактерии, второто е царството на преживотни и алги, третото е царството на габи, потоа царство на растенија и на крајот царство на животни. Но прво треба да објасниме две работи. Првата работа е да ја објасниме зошто се вака групирани. Секогаш во биологијата се почнува од пониско организираните организми и се оди кон повисоко организираните организми. Во овој случај клетките. Ако организмите имаат клетки кои што немаат оформено јадро во средината, тогаш представува, такви се бактериите, например. Тоа се едноклеточни. Едноклеточни или се прокариотски клетки се нарекуваат. Значи немаат оформено јадро и се едноклеточни. Другите тука имаме исто едноклеточни организми, но и повеќе клеточни. Но натаму организмите имаат оформено јадро и генетскиот материјал, гените, си се сместени на точно определено место. Како да го... Одиме надоле? Да. Еве еден убав метод, една убава техника која што ја употребуваме многу често во биологијата, во сите предмети. Се нарекува гроз техника, се тргнува од најсложениот поим, а потоа се разделуваат надолу. И еве ги 5 царства, ги кажавме, ова им се биолошките имиња, монери, протисти, габи, растенија и животни. И за нив има биолошки имиња, фунги и така натаму, но за овие во 7 деление, во 8 деление ги воведуваме кон латинските имиња, кои што се употребуваат многу често во биологијата и затоа за да знаат дека така се именуваат организмите. Во монери спаѓаат бактериите и модрозелените алги. Едноклеточни се. Едноклеточни? Да. Во протисти спаѓаат преживотни. Тука сме ги учеле амебата, парамециумот, еуглената и алги. Алгите понатаму ќе ги видиме сите. Во габите поделени се на мувли, квасочни габи и печурки според сложеност. Мувлите се наједноставни, потоа се квасочните габи, кои што се едноклеточни, и печурките се сите оние кои што имаат столче и чадорче. Така. Ето така. Ги познаваме најдобро. Ги познаваме така. Растенијата се групирани во 2 подгрупи, безсемени растенија и семени. Мовот и папратот немаат семки, не се размножуваат со семки, затоа спаѓаат во оваа група. А семените се поделени на други 2 подгрупи, голосемени поедноставни,
борови, ќе имаме посебна лекција за тоа, не сакам сега да откривам многу повеќе, тогаш ќе се задржиме малку повеќе. И животните поделени се на две групи, безработници и работници. Еве ги царствата, колку видови опфаќаат, Околу 5000 монери, протисти околу 50.000, Охо. така овие околу 100.000, габите Се повеќе и повеќе. се повеќе и повеќе. Видете ги растенијата, 350.000. така, 1 милион Еден животни. милион видови животни имаме. Так. Вау, тоа се многу. Многу. И мора да се направи ред некаков таму. Апсолутно е потребна затоа е потребна оваа систематиката Така. и таксономијата за да се знае точно кој каде си припаѓа. А тие си прават измеѓу за нив ред со синџирна исхрана, така. Така, си се поврзани меѓу Си се себе поврзани. со така. Нигде не ги споменавме, а многу ни се Сега се актуелни. актуелни Така е. моментови. Јас тоа сакав да ве прашам Така, пред малку каде се тие? наставничко. Еве, каде се тие? Зошто си немаат ниту царство, ниту некаде некој ги става? Затоа што овие се злобни и само сакаат да ни наштетат затоа. Спаѓаат се на граница помеѓу живото и неживото. Како ќе го објасниме Како тоа? тоа? Кога се во воздух, не се активни. Но кога штом влезат во жив организам внатре, се активираат. Се активираат, Да. И тогаш оживуваат, тогаш стануваат злобни. Затоа велат дека, например, ако го имаме вирусот во вода, опстојува многу повеќе отколку на некоја сува површина, бидејќи во вода се активира, така? Така, се Така, активира читав во сега жив за организам, но коронавирусот. ќе ви објаснам сега како. Еве како прво што е изграден. Има белковинска обвивка однадвор и внатре има една структура каде што има гени, наследен материјал, за да може да се создаде нов вирус, за да добива информации за нов вирус. Како напаѓа? Доаѓа до нашите клетки, ја раствара клеточната мембрана, си има таква моќ, односно си има такви ензими, материи кои што ја раствараат, навлегува во клетката и почнува да го контролира нашето јадро. Му дава наредби да создава белковини за него, да се создаде белковинската обвивка. Ете, гледате на колку делови како се размножува, односно генетскиот материјал. Секој од овој генетски материјал треба да добие обвивка. Еве ја добил веќе обвивката и од еден вирус кој што навлегол во нашите клетки, гледате како се создаде Влегува нов. повеќе и ќе И тие влезат во ќе- други клетки и Точно затоа така. вирусот И- толку брзо се и шири. ги Точно уништува така, другите точно клетки, така. да. Многу краток е периодот на размножување, на создавање на нови вируси. Затоа треба да се пазиме и затоа треба да ги учиме овие работи затоа што не знаеме Така, што така. може да не се случи. Така Затоа е. хигиената на високо ниво, миење раце на високо Еве ниво. сега во овој момент бидејќи зборувавме за хигиена, опа, Така, да направиме една дезинфекција. Благодарам, Ана. Еве во оние вируси што досега ни се познати, сега ни е познати најновиот вирус и го гледаме на фотографии. Да. Вирусот на ХИВ, вирусот на птичји грип, како Така. изгледа. Овој многу многу личи Сличен на на- така. Еве вака Бидејќи е од иста група, веројатно, така. не е добро. Не, SARS е од друга. SARS е, да. Така. Еве ги бактериите, едноклеточни, немаат организирано јадро, еве и кај нив јадрениот материјал е низ клетката, низ цитоплазмата на клетката. Но тука има и добри бактерии и лоши бактерии. Кога спомнуваме бактерии, не треба секогаш да помислуваме дека се што е бактерија, дека е забрането за нас. Така. Има бактерии кои што не многу потребни, например тие во јогуртот што се. Тие се добри бактерии кои што ни помагаат на нас за подобро здравје. Или кефирот, например, и тоа е Кефирот, да, бактерија која што Зборот ми е добра. дека бактериите има од нив добри, еве ги паразитите и патогените кои што ни предизвикуваат болести, а има и оние кои што вршат фотосинтеза. Па самите си се исхрануваат, не им треба жив организам за да може да си се исхрануваат. Еве представници од второто царство, протозои, амеби, еуглена, односно парамециум, да, така. Еве ги алгите, зелени, црвени, кафеави, златно-жолти. Значи тоа е поделбата на алгите, во зависност од бојата која што ја имаат на нивното тело.
Еве ги царството на габи, мувлите, познати ни се, Така. квасочните габи, квасецот кој што се употребува во исхраната и печурките, нели, пица без печурки не ја бива. Да, нема пица. Ете така. Сега, кој е тој виновникот за сето ова? Ние да знаеме како да ги подредуваме сите живи организми. Карл Лине. Шведски Лине. ботаничар, биолог, научник кој што навистина многу придонел за да се систематиката да се развие како специјална гранка во биологијата. И тој ја вовел бинарната номенклатура. Ајде да го преведеме. Бинарно значи нешто двојно. Да. Двојно. Номенклатура, именување на животните. Значи тој одредил, пробал да ги организмите на сите организми да им даде име и презиме во превод. Тоа значи двојна номенклатура. Вика со тоа се опишуваат карактеристиките на видот и припадноста на родот. Ќе видиме понатаму како оди тоа. Има правила во пишувањето. Кога ги пишуваме, нели во биологијата многу често зборовите потекнуваат, имаат латинско потекло или грчко потекло. И секогаш првото име, односно името на родот се пишува со голема буква, а името на видот со мала буква, но треба да биде италик, ракописно, закосено уствари се нарекува. Јасно. Значи, да. името на организмот напишано на латински треба да биде закосено напишано. Првото име е родот, а второто е видот. на видот. Поточно. Ете така. Добро. Секој жив организам ги има овие сите нивоа. Можеме да ги ставиме, вака ги групираме во биологијата живите организми. Од кое царство се? Значи највисока таксономска категорија е царството, најниска, најмала е видот. Вид. Кој потекне? Така е. Царство, второ е тип, трето е класа, потоа е ред, фамилија, род и вид. Сега на учениците им е тешко ова да го запамтат. Убаво е да си направат некоја игра, мнемоник може да си направат, односно секоја почетната буква од секој од овие нивоа да си состават реченица и секој збор да им асоцира на овие нивоа на таксономски категории за полесно памтење, затоа што навистина не секојдневно е кај нив ова. Некој што го ја изучувал биологијата го знае сето ова, кај учениците го воведуваме ова и за да можат полесно да памтат, треба да се употребуваат одредени техники за научење. Или повторување или правење песна со овие зборови. Така, точно така, тоа е многу убаво. И еве да видиме човекот, да го групираме по сите таксономски категории, да видиме како тоа од Царство. најголемото до најмалото. Добро, царство на животните. Царство на животни, тип рабетници, ова е Рабетници. латински, рабетници. Аха, така. Класа, цицачи, Цицачи, да. така, ред, примати. Примати се во групата највисоката Во први редови. да, тие се заедно со човеколиките мајмуни, заедно со во таа истата група спаѓаат. Фамилија хоминида, луѓе, Така. род Хомо. хомо, човек, вид хомо сапиенс, човек разумен. Имаме развиена Така, паметен човек, имаме развиено мозок кој што го употребуваме свесно, некако кај животните нели инстинктивно. така. И заради тоа е такво неговото име на Homo видот. sapiens. Така. Фотографијата еве ни покажува развитокот. На крајот сум јас на На компјутер. крајот на компјутер, јасно, Так. како сме станале од човеколики мајмун во човек. Так. Теоријата за Дарвин. Добро, одиме сега, дали завршиме наставнички? Домашна задача да Така. дадеме, секако, не може без домашна задача. Да си го замислат своето најомилено животно или растение. Така, добро. Да истражат на интернет. Во чие царство, кој тип Така е, да си ги класа, ете ред, така, фамилија. да ја направат целата систематизација на едно животно или едно растение по нивен избор и да го напишат тоа
нели во тетрадка, па И дури да го можат пратат на постер- својата наставничка. Да, тоа сакав Така. да потенцирам, сите наставнички исто тоа го работат, се што не им е јасно, може да ги прашаат наставничките, да им кажат што направиле од ако добиле идеја некоја од овие часови, Да. и може да се консултираат со Ви благодарам за овој час. Молам. А сега ние ќе одиме на следниот, а пред да одиме на следниот, еден мал джингл.